Поздрав, почитувани гледачи. Вие сте со Конец на телевизија Стар, емисија од областа на текстилот, обработувајќи актуелни теми од оваа стопанска гранка. Конец го реализира телевизија Стар под покровителство на USAID и македонскиот текстилен кластер. Вообичаено, последните 2 недели од декември е период кога, како и во првиот месец од идната година, се сведуваат резултатите од оноа што се сработило за изминатите 12 месеци. Сходно на ова, во наредните 30 на минути заедно со нашиот и ваш гостин, универзитетскиот професор од Економскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев, професор доктор Лјупчо Давчев, ви презентираме краток пресек на текстилот низ оваа 2020 година, кој што е во заминување. Секако дека на многумина поради познатото пандемиско бреме, односно COVID-19, интенцијата им е 2020 што побрзо да се заборави, но да остане како своевиден урнек како треба да се делува во услови на глобална криза. Од друга страна, Давчев одговора и на прашањето дали всушност оваа криза не им откри на нови правци во натамошното битисување на текстилните компании. Но да не должиме многу. Најавата да е во овие рамки, а она главното го препуштаме на професорот Давчев и неговата анализа за текстилната 2020. Почнуваме со она дали годинава во заминување беше не лоша, туку многу полоша за текстилните компании. Сигурно дека 2020 година, како за сите гранки од економијата и индустријата, така и за текстилот, беше една од најлошите после таа 2008 година кога имавме светската економска криза. Повеќе од јасно е дека текстилните компании преживуваа, би може да се каже, од април месец па наваму. Тоа особено се гледа уште во април месец кој имаме пат на вработеноста, например, од 10% во текстилните компании во Република Македонија. Целото тоа се продлабочуваше и понатаму, зашто бидејќи текстилните компании работат на база на сезонски нарачки и некаде околу 30% од нарачките уште во вториот квартал се намалени, а дополнително во четвртиот квартал имаме и на намалените нарачки уште 30 до 40%. Првото затварање и првиот бран на самата здравствена криза во вториот квартал на 2020 се повторува како втор бран кој што се уште трае и ова затварање за божикните и новогодишните празници во Германија до 10 јануари, во Холандија до 20 јануари, во Италија, во другите западноевропски земји за кои што ние најмногу извезуваме како текстилни компании, фактички ќе го означат тој втор бран каде што верувам дека уште повеќе во моментите кога потрошувачката треба да биде на повисоко ниво, уште толку ќе се намали и целото тоа ќе има огромно влијание врз текстилните компании. 2020 година за текстилните компании ќе биде означена како година која што можеби во година во која што ги искористивме поголем дел од можностите да се премости таа криза во однос на например шиењето на заштитните мантили и маските за здравствените работници или за другите вработени во западноевропските компании, во однос на помошта која што ја добија за платите бидејќи има намалено производство, и тоа целото доведе да барем големите компании да можат да се одржат целата година, додека голем дел, значи не многу мал дел од малите компании пропаднаа. Поред моје мислење, 2021 година како продолжеток на таа здравствена криза, која што се имплицира и на самата економија, ќе доведе до тоа да уште потешки моменти ја очекува таа текстилна индустрија во Македонија во месеците март, април и мај. Зашто? И заради самиот сезонски карактер на работата на овие текстилни компании, кои што гледаме дека и самата основа на кризата која што имаме. Ние немаме типична економска криза која што по економските параметри ја намалува побарувачката од страна на населението, туку ние имаме здравствена криза која што наговестуваме дека би се завршила некаде до летото 2021 според оние кои што се аналитичари од областа на здравството. Меѓутоа, длабоките импликации кои што ќе ги остави кризата, па макар и да заврши и порано со самата вакцинација на населението, тоа нема да го смени потребата на луѓето, значи тој тајмлек или тоа временско задоснување во економијата во овој случај можеби ќе трае неколку месеци додека луѓето сите да се
преориентираат од работа дома да работат во своите канцеларии или во своите работни места, потребата нивно купување за текстилни производи и така натаму, и целото тоа значи дека овие месеци кои што следуваат ќе мора да се искористат и оние малку кои што остана или да се повторат овие мерки кои што ги имавме во 2020, за да може барем до крајот на пролета и таму почетокот на летото овие текстилни компании да преживеат. Да, кои се најпогодени делови и сегменти од текстил? Па сигурно дека преработувачка, значи она лон работа е најпогодената кај нас. Многу лошо е тоа што ние како текстилни компании, таа комуникација на текстилните компании и со владата, да речеме, и со фискалната власт, меѓутоа и со факултетите не беше на завидно ниво, она што го апелиравме подолг временски период за комуникација во однос на развијање на бренд, например, да кажеме, во однос на комуникација за подобра технолошка организираност и подобрување на самата технологија на производство кое што ќе ни донесе клиенти кои што се од поголеми риби, да речеме, кои што ќе придонесат да имаме во вакви услови на кризи да имаме поголема стабилност, без разлика што конфекционерството и лон работата и текстилството се индустрии кои што ги оставаат западноевропските земји за или земјите во развој или неразвиените земји, меѓутоа сепак тоа е индустрија која што е почеток на самата индустриализација. Ние не можеме да игнорираме, нити толку лесно можеме да се реиндустриализираме, односно да ја тргнеме текстилната индустрија настрана и преку ноќ да почнеме да развиеме некои други индустрии. Значи треба да се доразвие самата текстилна индустрија во однос на развој на брендови, меѓутоа што и да се прави во самата текстилна индустрија, мора таа тројна комбинација помеѓу собствениците на текстилните компании, универзитетите и самите факултети, како што е економски, како тоа е технолошки факултет, и владата која што може да помогне со одредени мерки, значи таа тројна комбинација да почне да функционира и да вроди со плод, да немаме само проекти кои што се пишани на хартија или само некакви иницијативи, а според мене целото тоа мора да започне најмногу по иницијатива на собствениците на текстилните компании, оние кои што ги менаџираат самите текстилни компании, бидејќи колку и да владата и колку и да универзитетите инсистираат на тоа, сепак собствениците на тие компании мора со едно толку да бидат насочени 5 до 10 години во иднината, а не само да гледаме да ја поминеме кризата. Кризата ќе се помине за 6 месеци, а потоа таа ниска вредност на оно што го работиме во текстилната индустрија мора да се промени ко перцепција во Република Македонија. Во однос на сегашниот ментален склоп кај текстилците, дали дава некои други правци за полесно надминување на кризата? Еден од тие најчесто практикувани излезни решенија е онлайн продажбата. Несомнено дека надвор од нашите граници оваа економска форма за опстанување на текстилните компании наиде на големо практицирање. Впрочем, онлайн трговијата беше присутна и пред пандемијата, но значително доби на интензитет со појавата на COVID-19. Останатите детали ги открива професор Давчев. Па сигурно дека тој нов тренд на онлайн продажба е тренд кој што пандемијата на COVID го забрза. Иако тој имаше зачеток во Македонија, во западноевропските земји многу повеќе. И многу такви нови трендови кои што ќе се развиваат со тек на времето. Тој мајндсет, тоа гледиште на луѓето нема да се промени за 5 месеци. Тоа ќе остане и понатаму. Самото тоа ќе има влијание врз текстилната индустрија. Меѓутоа, според мене, зголемувањето на иновативноста во текстилната индустрија, а ние тоа можеме да го направиме бидејќи имаме доволно искуство од повеќе децении на историја во текстилното производство, конкретно во источниот дел на Република Македонија. Таа зголемување на самата технологија на производство, која што ќе намали чиновната вредност на самиот производ и кој што ќе овозможи да се зголемат платите на вработените и кој што ќе овозможи да излеземе со слика како држава Република Македонија која што надвор ќе ја гледаат како високо индустриализирана во однос на оваа област. Како и развивањето на бренд кој што е многу значаен, видовме сега во оваа криза колку е значаен брендот и развојот на брендот,
се некои од работите кои што мора да се осврнат во наредниот период. Сигурно дека ќе излегуваат и многу различни и други правци и други идеи кои што ќе се развиваат, особено после кризата, и тоа е многу нормално. Вие после секоја економска криза има свој почеток и свој крај. Спецификата на оваа економска криза успоредба со другите е тоа што сега здравствените услови ни диктираат кога е почетокот и кога е крајот на кризата, а не економските услови. Меѓутоа, со завршување на таа криза, државите ќе мора да применат да пристапат кон зголемување на таа агрегатна понуда. Тоа значи дека вие мора да понудите нешто кое што ќе ги заинтригира луѓето и ќе имате чекор напред и ќе имате предност во однос на другите конкуренти. Тоа треба да го разследуваат и тоа треба да ги поттикне самите менаџери во тие текстилни компании да размислуваат во тој правец. Дали дигитализацијата во текстилното производство е некој чекор кој што ветува дека веќе наредната година со, како што велите, поминувањето на кризата би требало да даде светло од крајот на тунелот? Дигитализацијата во текстилната индустрија е нешто кое што во суштина е веќе применливо во некои земји кои што можеби за нас, ако ги спомнете и ако не ги анализирате, изгледаат земји кои што се уште се неразвиени, а во однос на многу индустрии, па така и во текстилната индустрија се светлосни години пред нас. И тоа само по себе значи дека ние како земја кои што сме блиску до западноевропските земји, иако првично би требале да ги примаме тие нови технолошки изуми, дигитализацијата и сето тоа кое што прави нов тренд во текстилната индустрија, сепак малку каснеме во однос на тоа. И сигурно дека тоа ќе мора да се подобри во наредниот период, повторно пак ќе речем под иницијатива на менаџментот на самите текстилни компании. Да, каде би требало, во кој сегмент на текстилот да има приоритет оваа дигитализација, во самиот начин на производство, во сршта, во планирањето, во кој дел или во сите сегменти? Моje мислење е дека сепак сите сегменти треба да бидат опфатени со таа дигитализација. Мислам, модернизирањето на целокупниот процес на производство не може да се задржи само во еден сегмент од производството. Ја мора да имате од почеток до крај. Тоа само по себе изискува постручен кадар кој што ќе биде образован или дообразован со дополнителни обуки. Тоа само по себе изискува и нови машини и нови услови за работа кои што ќе ја сменат целокупниот тек на производство, како во текстилната, така и во секоја друга индустрија. Дали владините мерки кои досега беа применливи во стопанството, посебно во текстилот, се амортизер на овој пандемиски удар или пак обична цевка за спас, цевчење за спас, сламка за спас? Па, во однос на владините мерки кои што досега ги имавме, особено оние кои што беа за покривање на дел од трошоците за плата, тие особено во однос на текстилната индустрија според мен има големо влијание. Зошто? Заради тоа што во текстилната индустрија имаме вработено голем број на луѓе и тие беа искористени. Тие има енормно голем пад во споредба со другите индустрии и тие беа искористени, мислам, поволно. Она што треба да продолжи да се задржи е тој тренд на помош во однос на исплата на платите и во наредниот период. Значи во 2021 година, особено во првиот квартал, мора да се задржи таа помош од страна на владата за да можеме тие текстилни компании да ги одржиме во живот. Како експерт од економијата, имаше неколку критични точки во текот на оваа година и во областа на стопанството и текстилов. Вашите предвидувања, кога би били тие критични точки веќе наредната година, оно премостување од лошо кон подобро? Па, првата критична точка сигурно ќе биде во месец јануари, како секоја индустрија, вториот дел од месец јануари сигурно е првата критична точка, особено по затварањето и по тие неколку неделни локдауни во западноевропските земји. Втората критична точка ќе биде сигурно месец март и април. Пак ќе кажам поради сезонското работа и сезонските нарачки на текстилните компании. И мислам дека некаде од летото ќе почне да се стабилизира самата ситуација, не поврзано со вакцинацијата или со здравствените услови, туку поврзано со самите економски циклуси кои што гледаме, особено од текстилната индустрија, дека тука некаде би требало да завршат. Особено што од септември месец веќе треба да се нормализира целосно работата на сите економски субјекти во државата. Како да се исцрта правичната рамка за текстилот за годината што за некои 14 на денови ќе ја замени оваа 2020? Дали правичните кроки би требало да бидат она најавувано преструктурирање на текстилните компании? Дали тоа би бил првиот чекор кон планот наречен текстилна
2021 година. Па рамката која што во наредната година треба да се изради, треба да почне во однос на размислување на тоа преструктурирање на текстилните компании и почеток на тоа преструктурирање. Мораме тие три сегменти мора да седнат заедно на маса и да договорат во наредните 5 до 10 години што ќе случува и тоа да биде не само некоја програма, туку да има конкретен акцијски план кој што ќе се знае во ситни чекори како ќе се одвива целата ситуација. Ние текстилството, иако застапување на многу економисти е дека треба да бегаме од текстилството и од лон работата, сепак не можеме тоа да го избегнеме на многу лесен и едноставен начин. Зошто? Заради тоа што мора да имаме постепено преструктурирање на самата индустрија. Ако ја забележите и бројките кои што влегуваат во самите економски параметри, колкав процент заземаат тоа текстилство, вие не можете преку ноќ тоа да го смените. Значи, подобро е на место да го менуваме, подобро е да го преструктурираме. Тие треба да почнат да се занимаваат дефинитивно со развој на бренд, како што кажав и претходно, мора да почнат да се занимаваат со подобрување на начините и условите на работа во однос на да речеме модернизација на самото извршување на работните задачи во самиот процес, што само по себе ќе ги зголеми платите на вработените, а само по себе ќе даде и здив на оние кои што ги менаџираат и собственици на самите компании да може да размислуваат за многу пофини работи кои што треба да случуваат после оваа криза. За внесување на тој оптимистички здив, освен владините мерки, колку е таа количина од страна на универзитетот, од страна на текстилниот кластер, другите субјекти? Па како што кажав, значи текстилниот кластер и факултетите мора да работат заедно со собствениците на текстилните компании. Мора да се искористи потенцијалот на науката во имплементирање на било кој од основните па до посложените, да речеме, процеси кои што мора да се имплементира. И тоа треба да престане, пак ќе речем, да биде само теоретски и само пишано на хартија, тоа мора да биде имплементирано во реалност. Доколку имаме и до кој степен имаме стручни кадри тоа да го имплементираат, или треба да побараме помош можеби од стручни кадри надвор од земја, во регионот, во западните земји, особено во однос на индустријскиот дел и процесот на производство, во тој случај можеби и тоа треба да се примени како некоја стратегија. Меѓутоа сепак мора да се почне. Ние имаме само некои идеи за почеток, а сепак тоа воопшто не е почнато до сега во цели овој низ за децении и наназад. Не зборам ја само за оваа криза од година и пол. И како да ја смениме матрицата на мислење на Европската Унија по на вест која што ја дознавме минатата недела, дека даваат малку повеќе пари за подршка на текстилот во далечните земји од истокот, пример Бангладеш, Мјанмар, во однос на земјите од Западен Балкан, во однос на Македонија, ајде уште подедуктивно во однос на Штип и регионов. Матрицата Како да дојдат тие европски пари кај нас? Матрицата и мајндсетот не можеме да го промениме преку ноќ, нити па може нешто толку многу драстично да направиме. Првично заради обемот на самото производство кое што ние го имаме. Второстепено поради брендовите и марките за кои што работиме лон работа. И третостепено како резултат на продуктивноста која што имаме во таа индустрија, во споредба со земјите кои што вие ги потенциравте. Целото тоа го дава основа на самиот бизнис сенс кој што го имаат европските земји и тие луѓе кои што ги креираат политиките во тие европски земји. Доколку ние имаме само, не знам, 1/20 од целокупното производство на Пакистан или на Индија во однос на таа лон работа и сме поскапи во однос на работната рака или имаме проблем во однос на ефикасноста на трудот, во тој случај не можете толку многу да го смените бизнис сенсот преку ноќ. Ако го модернизирате тоа производство, ако имате поголем аутпут со истиот број на вработени, се намалат тие трошоци кои што ги имаме и понудиме нешто што би било поинтересно за нив, за поголемо производство, во тој случај тој бизнис сенс ќе се промени. Значи, помошта од Европската Унија, особено од западноевропските земји како што е Германија, во вакви земји, а не во Република Македонија, се базира врз основни економски начала. Вие не можете да го промените само заради тоа што некој ви е комшија, економското начало да помагате еден, а да не помагате друг. На крајот од денот,
Во економијата мора да имаме чисти, точни пресметки и колку бенефит имаме од тоа вложување на Европската унија во било која земја. Бидејќи на крајот на денот тие пари се пари на Европската унија, таа решава и одлучува каде ќе ги пренамени и колку тоа ќе се врати за доброто на германската, на холандската, на италијанската економија. Верувам дека во изминатиот непон полчас веќе имате малку појасна слика за она како изгледа оваа по многу нешта негативна година за текстилците, но и перспективата како да биде формата на наредната година. Ние со вас ќе бидеме во предпоследниот ден од 2020. Ова беше конец на телевизија Стар под покровителство на USAID и текстилниот кластер. Бидете добри, останете со програмските содржини на телевизија Стар и најважното, чувајте се. Поздрав и секое добро.